Годинава светскиот ден на театарот е малку поинаков и за актерите и за режисерите, но и за театарската публика. Состојбата со коронавирусот ги остави театрите празни, а гледачите жедни за театарска игра и сето задоволство кое оваа уметност ја нуди. Зоран Јовановски од летечката театарска трупа, која долги години нуди голем број представи за деца и возрастни, вели дека театарот во Тетово има долгогодишна традиција, но сега заради состојбата со коронавирусот, публиката ќе мора трпеливо да чека. Мислам дека токму ова вонредна состојба го затече тетовскиот аматерски театар токму во време кога имаше после неколку години експанзија од голем број проекти кои што се реализира. Една група работи една представа, втора, трета, мислам дека беа во тек околу 4-5 представи се спрема наеднаш и сите тие премиери требаше да бидат прикажани некаде кон крајот во текот на мај или кон крајот на мај. Но штета имаме таква состојба во која што се надевам дека колегите актери сите по дома ќе имаат време да го научат текстот барем комплетно на памет, а потоа кога два чекаме да заврши сето ова за повторно да се соединиме со нашата тетовска публика и да им го покажеме она што го спремаме. Театарџиите во Тетово често се соочувале со низа предизвици, но Јовановски смета дека сега сите треба да се фокусираме и да придонесеме кон побрзо надминување на состојбата. Летечката театарска трупа во план за реализација има 2 представи. Ние работевме на 2 проекти, 2 театарски представи. Едната театарска представа за деца ја работи групата со помали актери со години, инаку тие се многу големи актери. Тоа е детската театарска представа Убавицата и цверот. А втората група која што е составена од оние веќе малку повозрасни актери, ја работи неверојатно добрата комедија Ожалошена фамилија, која што чинам дека можеби пред 15-16 години имаше свое прикажување во Тетово. Јас учествував во таа представа кога бев средношколец, тогаш ја режираше Андреа Ѓорѓевски професорот, сега е во режија на Владимир Јовановски и се надевам дека коронавирусот што побрзо ќе си ја напушти нашата држава, ние што побрзо ќе се најдеме на сцената и ќе можеме да го покажеме на публиката она што го знаеме. Јовановски на светскиот ден на театарот и со порака за дечињата. Седете си дома, представи ќе има, само целата оваа фама да заврши и се надевам дека сите ќе придонесеме максимум, секој на свој начин за кризата да надминеме што е можно побрзо, а тоа може да го направат и дечињата кои што го сакаат театарот, да си седат дома и да чекаат што е можно побрзо да продолжиме со театарски представи, она што најмногу го сакаат да не гледаат.